По 13 години повторно во функција е ставен продуктоводот Солун Скопје. Станува збор за поранешниот нафтовод преку кој се дистрибуираше нафта од Грција до скопската рафинерија Окта. Од почетокот на годинава се прават технички подготовки за дистрибуција на готов производ, дизел гориво и поради тоа сега нафтоводот се нарекува продуктовод. Ова го потврди и од грчката компанија Hellenic Energy, од каде посочија дека веќе е била испорачана првата пратка, а во следниот период ќе следува и втората. Во суштина станува збор за еден вертикален коридор за снабдување со традиционални производи со оглед на тоа што нафтоводот ќе пренесува дизел гориво кој е основниот производ во поширокиот регион. Дополнително работењето на нафтоводот ги олеснува извозите не само кон Северна Македонија, туку и кон соседните пазари како Косово, Јужна Србија и Бугарија, со што се зајакнува геополитичкото влијание на земјата во регионот. Според информациите до кои дојде телевизија 24, технички процедури и комплетирање на целокупната документација треба да заврши до крајот на овој месец и потоа продуктоводот да биде официјално пуштен во употреба. Пред околу 2 месеци македонските власти најавија дека како држава ги имаме превземено сите чекори за ставање во функција на продуктоводот. Пред точно 2 години имаше обид исто така да биде ставен во функција, но од тогаш до сега тоа не се случи. Целата постапка заглави во административни процедури, а после изгледа и немаше политичка волја. Тогаш Министерството за економија имаше задача да подготви нов правилник кој беше дел од Законот за енергетика. Со тој правилник се воведе и нова методологија за пресметка на цената на горивата, бидејќи со дистрибуцијата преку цевките на продуктоводот се намалуваат и трошоците за транспорт на горива кои од Солун влегуваат во земјава. Во изјава за телевизија 24 председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски за тогаш напомена дека намалувањето на цената на горивата ќе биде неминовно со почетокот на функционирање на продуктоводот, а дополнително ќе има и позитивно влијание и врз животната средина, бидејќи драстично ќе се намали дистрибуцијата со цистерни. Според информациите, продуктоводот годишно може да пренесува 2,5 милиони тони дизел гориво. Нафтоводот беше неактивен од 2013 година.